Нови паркинзи, зелени површини и детски катчиња на повеќе локации низ Куманово, ветува кандидатот на ЗНАМ Максим Димитриевски. Во следниот мандат сите партерни содржини околу вашите згради ќе бидат уредени. Воедно ќе бидат проширени сите постоечки паркинг простори, уредно одбележени и составен дел на втората зона за паркирање, која што ќе биде целосно бесплатна за сите вас кои што сте со место на живење овде со адреса. Дополнително сите зелени површини, вклучувајќи го и Орео Влад, ќе бидат задржани со акцент дека нема да дозволам урбанизација на таа содржина. Кандидатот за градоначалник на општина Центар од редовите на СДСМ Горан Герасимовски пак најави специјални канти за отпад од домашни миленици. Војадуваме уште една новина. Специјални канти за отпад на домашни миленици. По модел што како прототип го изработивме во самата општина. Во нив ќе има и бесплатни кесички за сопствениците, со што овозможуваме едноставно, урбано и еколошко одговорно решение за чисти улици и паркови. Во првата фаза ќе бидат поставени 200 вакви канти низ сите населби и зелени површини, за да обезбедиме уреден и достоинствен јавен простор. Кандидатот за градоначалник на општина Кичево од редовите на ВМРО ДПМН Александар Јовановски посочи 3 приоритетни проблеми со чие решавање вели ќе се зафател веднаш. Депонијата во центарот на градот, канализацијата и проблемот со кучињата скитници. Јовановски обвини дека изминатите 12 години општината е соочена со исселување, градот тоне во мрак и во ѓубре и нема никакви инвестиции. На Кичево му е потребен човек што ќе го води градот напред, а не човек кој ќе се води по лични интереси, потенцира Јовановски, кандидат за градоначалник на општина Кичево.